На последната седница Општина Штип донесе одлуки за финансирање на општинските спортски клубови, кои според висината на доделените средства, како и според опфатот на клубови, се најобемни досега. Општина Штип со овие одлуки ја потврдува својата определеност за поддршка на спортските клубови, објави првиот човек на Советот на Општина Штип. По претходно поднесени барања на 10 спортски клубови им беа доделени со вчерашните одлуки повеќе од 2,5 милиони денари од буџетот на Општина Штип во рамки на програмата за спорт за 2020 година, што е, морам да кажам, за скоро милион денари повеќе во однос на ланската година, а значително повеќе во однос на некои претходни години. Со ова само ја потврдуваме нашата определба за поддршка на спортските колективи и даваме уште една потврда дека ќе работиме во насока на развој на спортот и физичката култура во градот. Сумата која до минатата година одеше за финансирање на фудбалскиот клуб Брегалница годинава е намалена, вели Миланов, а средствата се прелеваат во другите клубови. Брегалница е влезена во оваа програма и она што морам да кажам во рамки на дури и помалку средства за програмата за спорт во однос на минатата година, благодарение на тоа што се ослободени повеќе средства поради помали финансиски средства ангажирани во насока на поддршка на Брегалница, имаме можност да издвоиме повеќе средства во малите клубови, односно во малите спортови. И мислам дека во таа насока треба да се движиме и понатаму кога зборуваме за развој на малите спортови во општината. На оваа одлука на Советот на Општина Штип реагира советничката група на ВМРО ДПМН, од каде излегоа со став дека општината мора да го поддржува спортот, но само преку соодветно, неселективно, законски издржано и транспарентно доделување на буџетските средства. На самата седница, владачкото мнозинство на незаконски начин, не почитувајќи ги статутарните одредби, позитивните законски прописи и укажување на државната ревизија, се обиде предизборно да им се додвори на барателите, да ги изманипулира данъчните образници и да изврши поделба на буџетски средства без да објави јавен повик кон сите заинтересирани страни со познати критериуми и мерила. Советничката група на ВМРО ДПМН жестоко се спротивстави на ваквото незаконско работење, незаконско трошење на парите на граѓаните, несоодветно и неселективно третирање и рангирање на спортските клубови. СДСМ невежно се обиде да ја изманипулира штипската јавност и спортските клубови преку срамотни шпекулации дека ВМРО ДПМН е против доделувањето на парични средства на спортските клубови. Од опозицијата потенцираат дека во целост ги поддржуваат спортските клубови, нивните објективни потреби, со цел да ги постигнат зацртаните спортски цели, со што достојно ќе го презентираат и нашиот град.